Продолжува програмата на Слободен печат и повторно со политика и повторно со аналитика, а што би анализирале ако не изборите кои што се зад нас, изборите кои што допарва треба да ги имаме во среда. Со мене тука во студиото е Синиша Пекевски, повеќе пати сум рекол мојот најомилен аналитичар, не зашто приватно се знаеме, туку зашто многу често, да не кажам секогаш, и успева да ги предвиди процесите. Добар ден. Добар ден, Срđан. Ја ќе кажам мојот најомилен писател, македонски писател. Добар, од кога се пофалив, мај сега. И сериозно да бидеме. Да. Имавме председателски избори. Резултатите се и повеќе од јасни. Што ќе не очекува за веќе наредната недела, кога ќе биде втор круг на председателски избори, а ќе имаме и парламентарни избори во истиот ден. Па јас минатиот пат кога бев кај вас во емисија, ги најавив резултатите. Многу луѓе се чудеа од каде такви резултати бомбастични, условно кажем навиевачки, и сега кога дојде реалноста која ги им се удри од глава, штама. Резултатите воопшто не се изненадување за некој кој ги прати процесите и кој ја следи сцената на политиката и воопшто го пипа пулсот на граѓаните. Малце да излезат политичарите од своите кабинети, ќе увидат каква е реалната состојба во Македонија и каков е нивниот пулс, колку се они гневни кон актуелните политичари и кон политиките кои ги носи. А зашто се гневни? Гневни затоа што ништо не е подобро. Значи, она што го има, оној дигнитет, гордост како македонеци, тој им го зема. Видео дека корупцијата е на највисоко можно ниво, дека одреден дел од политичарите баснословно се богатат, не сносат никаква одговорност. Тук и тамо по некој политичар на дневна база се малтретира, како поранешниот министер Јанакиевски и Гордана Јанкуловска, и на тоа се сведува. Најжалосно е што треба да се да плаќаме, значи ние како граѓани, оние кои допринесуваат буџетот, треба да плаќаме одштета за оние кои го крадеа буџетот, кои правеа криминал и се ослободени заради измените на кривичниот закон. Значи корупцијата според вас е во фокусот на вниманието во овие избори. Или општата слика? Ако видите дека довербата во судството е 0%, тоа што ви кажува? Не највисоко, не после повеќе, но е блиску до нулата. Па на ниво на статистичка грешка кога разговараме, јас велам 0 заради тоа. Да. Сега значи ова ваше излагање нели го ставаме од едната страна, од другата страна ги ставаме оние анкети кои што ги имавме пред изборите, кои горе-доле го потврдуваа резултатот од председателските избори. За тоа се уште актуелната власт имаше одговор дека се тоа лажни анкети, дека се дури вадеа некакви докази, имаше некакви истории дека анкетите биле лажни, дека не го осликуваат правиот начин. Но тие не презентираа никаква анкета во јавноста, која што никаква бројка, која што им оди на ниво прилог. Она што е очаено во стратегијата на СДСМ е тоа што влегува во директна конфронтација со јавниот сервис и со анкетите. Не можете да нападнете јавен сервис и да кажете дека фингира или лажира анкети, а при тоа да не покажете никаков доказ или да покажете контра анкета во кој резултатите се сосема различни. Не знам кој е тој PR експерт што ги советувал и што им спрема стратегијата, тоа дополнително само ги однесе во уште поголем пораз. Така да многу лоша стратегија, избор на стратезија, мене не ме чуди заради тоа што од секогаш СДСМ и владата е препознатлива по неквалитетот, тоест по вработување или ангажирање на луѓе кои се неквалитетни. Видете кој беше PR директор или шеф на PR-от и на Заев и на Ковачевски. Видете кој беше министр за странски, тоест советник за странски инвестиции Љубе Бошковски, кој е апсолутно немам коментар за неговите способности да привлече. И да не ги набројувам, имате координатор. На другата страна. Имате координатор без разлика што е на другата страна. За мене тоа е политичар кој немаше да кажам дека е политичар, туку е особа која
сето тоа што го градил долго време, го руши со влез во владата условно на Зоран Заев и уште ќе видиме кој беше координатор или дали се уште координатор за транспарентност, а транспарентност нема, за да се покажува каков калибар на луѓе и зошто ги вработуваат. Сега тој неквалитет им се одби од глава. И сега тие загубија поради неквалитетот, поради лошото водење на државата или пак, загубија на председателските избори. Да бидам јасен, или пак поради, не знам, промената на името, францускиот предлог, прифаќањето, што беше или се заедно? Се заедно, значи од грешка во грешка влегуваа со нивните потези кои ги правеа и последното како шлак на торта со личните документи, тоа тоа баш пред избори не беше паметно. Да направиш таков кикс или таков дебакл и да очекуваш дека на избори народот ќе рече супер што не затворивте, што чекаме ајде да не кажам, стока пред канцелариите за да извадиме документи, тоа е не понижување, туку да не го кажам вистинскиот збор, ќе звучи многу грубно врз граѓаните. Втората причина зошто Стева толку многу изгуби, тоест председател Пендаровски толку многу изгуби, заради тоа што го потпиша законот за кривична измените на законот за кривична постапка, што е небулозно во делот. Со тој закон практично беа амнестирани голем број на осомничени, така? Не само осомничени, туку и ослободени, амнестирани од криминалот. Нити парите ги вратија, нити некој сносеше одговорност, нити пак некој од кога се подпиша законот, па дополнително подпиша одговорност, доби било каква одговорност. И сега гледаме дека треба да се вратат пари за одредени судења, да се платат адвокатите на тие што ги добија условно случаите и се тоа од каде? Од буџетот. Како тоа ќе го направат? Ќе не задолжат малце повеќе или ќе ги подигнат некои даноци, такси, како што гледаме сега законот за измените за осигурителни полиси, еве од каде кој го плаќа сето тоа? Дали ова може да се каже дека ВМРО ДПМН не победува колку што СДСМ губи? Па да. Јас кога би работел за НИФ им кажал, вие ништо не работите, СДСМ работи за вас, они све ќе уништат, да не се секирате, они ќе ве донесат, вие не треба да мрдете. Да, молчете си, не мрдете со мал прст, бидејќи тие дефинитивно само влагаат од кикс во кикс. Сега, ајде да видиме, во среда, значи, втор круг председателски избори, тие се некако известни, бидејќи разликата е 180.000 гласа. Дупло сега за парламентарните избори. Според гласовите кои што ги доби Гордана Силјановска-Давкова, доколку толку гласови би имала ВМРО ДПМН, партијата би освоила 52 пратеника. Тоа е голема победа според вас? Не, јас и минатиот пат кога бев кај вас во студио, кажав дека ВМРО ќе има над 61 пратеники, јас сум убеден дека ќе има, заради тоа што не толку колку што претходно кажавме ВМРО е јак, толку колку што СДСМ е слаб. И треба да Ова сега ќе предизвика одредено цунами, сакате да кажете, одредена реакција? Да, цунами, кога збориме за изразот цунами, тој од локалните избори, мој израз што ми се случи на СДСМ, нема да биде цунами, но ќе повлече бран на сите сакаат со победниците да бидат, тие што се двоумеле дали тука да гласат за едниот или за другиот, дефинитивно ќе сакаат со победникот и разочарувањето кај одреден број на граѓани од резултатот на актуелниот председател ќе допринесе да неговиот резултат биде многу полош него што и реално и од очекуваното. Уште полош резултат. Значи уште полош резултат од тоа што го имаше Стево Пендаровски. Да, мојата анализа кажува дека СДСМ дека ќе има најмногу околу 25-26 пратеника. Христијан Мисковски, лидерот на ВМРО ДПМН, имаше изјава вчера, мислам, каде што вели дека очекува 450.000 гласа. Тоа е многу повеќе од тоа што го доби неговиот кандидат за председател. Дали мислите дека тоа е реално? Не е реално. Многу е 450. Да, мислам дека нема да освои 450.000, прво заради тоа што актуелната кандидатка на ВМРО освои околу 383.000 гласови, но очекувам тие гласови не се сите на ВМРО, туку се дел и од други партии.
на парламентарните избори има и повеќе можности, повеќе партии, опции, ајде ги кажем, и така да тие што гласале за Силјановска не мора да значи дека ќе гласаат и на парламентарните избори за опцијата на ВМРО. Така да очекувам да има повеќе, но не е 450. Не, 400 е нереално по мене, нереално, освен ако не е излезноста 90%, па да очекуваат толкава. Тоа е речиси невозможно. С оглед на тоа колку многу граѓани од Македонија се иселени, не се во Македонија и бројките од она околу 50% што беше минати на претседателските избори, по мене се реално над 70 заради тоа што тоа е тоа јадро на граѓани кои се тука и кои гласаат. Добро, уште едно прашање поврзано за СДСМ. Вие уште пред 3 години, ако не се лажам, веднаш по ние локални избори кои има кои завршија катастрофално по Социјалдемократскиот сојуз, кажавте дека во блиска иднина СДСМ ќе ја доживе судбината на Демократска странка во Србија. Да. Само на гледачите наши да им појаснам, Демократска странка е партијата од која своевремено беше Зоран Џинџич, па претседателот на Србија Борис Тадич, и таа партија речиси да не постои денеска, таа е расцепкана на разни фракции, од нејзе проигна голем број на партии и тешко дека кога само би излегла на изборите, таа партија би успеала да го оствари цензусот кој во Србија е 3%. Значи, да, мислам дека на последните избори или кога која излезе сама дека имаше 2,6%, така, што значи дека не успеа да. И сега ово кажувам прилог, не дека мислам дека е така, но да дадам еден вовет. Значи, расцепкувањето на СДСМ веќе се случи. Значи, Максим Димитриевски освои над 80.000 респектабилни гласа на претседателските избори, резултат кој доколку го повтори ќе му донесе можеби и 10 пратеника, можеби малку помалку, но помеѓу 8 и 10 е нешто бројката. И дали оваа деградација на некогаш државотворната партија на Македонија, Социјалдемократскиот сојуз, ќе продолжи по изборите по најавуваниот, очекуваниот катастрофален пораз? Па дефинитивно се води кон тој процес. Црниот картон што го добија на локални избори требаше да им биде показател колку лошо работат и да почнат да прават промени со цел да ја зацрснат партијата и да покажат политики кои се во интерес на граѓаните на Македонија. Напротив, што направија тие како политичка партија? Дупло повеќе дадоа напор во градење на корупцијата, богатење на одредени политичари и омаловажување на граѓаните. И сега кога велат дајте ни шанса, знаеме, малце е дегутантно заради тоа што неколку пати им се кажа дека прават грешки, воопшто не го слуша гласот и на јавноста, и на експертската јавност, и на граѓаните, и им се случи тоа што им се случи. Дефинитивно по мене ќе се распаднат на повеќе партии и веќе и во овој период кога ајде да кажем измеѓу двата круга и се гледаат нивната неактивност и веќе борбите внатре во самата партија. 25 пратеници ако освојат, тие не се чисти на СДСМ, бидејќи во нив имате коалициони партнери, тоа значи дека ќе бидат околу 20, што значи дека нивната мок и сила ќе биде премногу мала. За една година ни следат локални избори и сметам дека нема да имаат време да се реформираат и нема да се реформираат, бидејќи внатре во партијата владее огромна суета помеѓу политичарите кои се во врвот и еден на друг прават сопки и обструкции. Така да може да видите колку е лоша состојбата во таа партија по начинот на кој ги избраа кандидатите за пратеници и кои кандидати ги ставија за носители. Именувањето на Венко Филипче за носител во тројката, мислам дека, не е по вкус на централата и покажува дека влијанието на порешниот премиер е огромно. Мислите тоа влијанието на Зоран Заев? Да, мене не ми е јасна
поентата зошто го поставија за носител, кога ја напушти владата, рече дека повеќе не сака се занимава со политика и ќе се посвети на струката. И гледаме дека само што ќе отворат уста, ве лажат. Кога ја зборуваат вистината. Ќе им се случи, ќе се сведат на минорна партија. И очекувам да некои други партии веќе се формираат и добијат поголемо значение. Не очекувам Максим Димитриевски до 8 измеѓу 8 и 10 пратеника, тоа е нереална бројка и не би требало да неговата стратегија да ја гради дека еве сигурно ќе земе 10. Мојата проценка дека максимум дека 5-6 пратеника ќе земе заради тоа што има повеќе партии, има луѓето ќе сакат со победниците и сега веќе на терен условно ВМРО многу е посилен на теренска работа. Ајде за ВМРО ДПМН Мицковски кажа дека најавува коалиција со движењето Вреди. Тоа е нели она така наречена албанска опозиција во Македонија и исто така не исклучува можноста за соработка со Максим Димитриевски. Сите проекции велат дека тоа ќе биде стабилно парламентарно мнозинство и кое што ќе овозможи нели формирање на една стабилна влада која може да го издржи мандатот. Сега има едно но. Вреди потпиша некаква декларација за тоа дека нема да коалицира со условно речено македонска страна доколку не се испочитува иницијативата за промена на уставот, значи тоа е нели внесување на бугарите во уставот, но имаат и тие некои свои поборувања нели што се однесува до употребата на албанскиот јазик да стане уставна категорија. Како тоа ќе претходно имам кажано дека коалиционен партнер на ВМРО во новата влада ќе биде Вреди или коалицијата Вреди. Тука веќе нема двојба. Доколку и политичката партија знам влезе во коалиција, мислам дека таа нема да биде функционална, бидејќи тоа се диаметрално спротивни и опции и не знам колку ќе може да функционираат внатрешно. Може би да имаат некаква поддршка за одредени процеси, но не верувам дека ќе биде моето мислење дека нема да знам да влезе во коалиција и доколку влезе, мислам дека тоа ќе биде погрешно. Кога зборуваме за ВМРО ДПМН, не ја сваќам нивната потреба да внесуваат одредени партии минорни, партии кои до вчера беа во опозиција, како Љубе Бошковски, како партијата на Ангелов, Стојанче Ангелов и уште некои минорни политичари кои носат само контрагласови, значи никаква вредност, додадена вредност немаат и ги внесува во коалиција. Но тоа може да го разберам да најдам објаснување во тоа што не сака да креира нови непријатели и подобро е, како викаат пријателите блиску, непријателите уште поблиску, но можеби тоа е повик за обединување се македонско, но кога велам се македонски, не велам само македонските партии, туку партиите и од албанскиот блок кои функционираат во Македонија со цел излегување од оваа длабока криза која имаме економска, но и решање на предизвиците за влез во ЕУ и отпочнување на преговорите со Европската Унија, а тоа подразбира одредени наши пак одстапки кои треба да ги направиме заради одредени бенефиции во Унија. Но сето тоа да се направи мора да има општ консензус. Се додека нема општа стратегија прифатена од сите и одобрена, мислам дека ќе има длабоки испротиставени ставови. И сега тука не сме да забораваме реториката на Али Ахмети и на Демократската унија за интеграција, кои што реално стварија подобар резултат на претседателските избори од коалицијата Вреди и вела дека тие, како рече Али Ахмети, дека тој е воен командант и нема намера да се предаде власта на избори, така некако имаше, сега парафразирам некоја негова изјава. И имаше друга изјава дека УЧК ја спасил Македонија и
така натака, да, многу невкусни коментари. Па не би рекол невкусни коментари, туку би рекол иритирачки. Иритирачки, да. Понижувачки за македонскиот народ. Не, прашањето ми е следно. Дали може да очекуваме деескалација, дестабилизација на Не очекувам ни деескалација, ни било какво влошување на националните меѓунационални тензии или слично. Дефинитивно Дуи оди во опозиција. Првиот сигнал беше со ставањето на Мерко на црната листа. Од друга страна, вчера гледаме дека Али Ахмети најсрдечно, као најблиски соработници во Струга се поздравуваат и го организираат митингот, што покажува дека ми се смеат во очи на нивните најголеми поддржувачи и тоа е доволен сигнал да покаже дека ја губат поддршката од Соединетите американски држави и дека тоа нема да пројде така, поготово дополнително и од овие, да ги кажам, заканувачки тонови што ги праќа по изборите, ќе им се прати дополнителен сигнал и мислам дека таа тајна дипломатија ќе им објасни што значи кога си поигрувате со интересите на Америка и директно им покажувате дека ги понижувате и дека не ви гајле за нивните одлуки кои ги носат. Одлуката да се стави на Рамис Мерко на црната листа беше сигнал до Али Ахмети да престане со коруптивните сделки, да малце се посвети на интеграцијата на Македонија и на подобрување на односите внатре, но тој ги игнорира и само ја зајакна риториката. Верувам дека пораката многу брзо ќе стигне, во која повторно ќе кажам, многу ќе се изненадат, но не и јас, заради тоа што и тоа ќе биле силен сигнал дека Дуи ја изгубила поддршката и дека веќе ќе иде во опозиција. Дали ќе излезе некогаш од таа опозиција или ќе се распадне, тоа ќе се покаже колку сериозно ги сватиле пораките кои ќе бидат пратени, да не биде дека грешевме, извинете, исто ко СДСМ после локалните избори, па продолжија со нивната темпа, да не продолжат и овие, па да доживеат судбината на СДСМ. Уште една, кратко предвидување по изборите, дали според вас нов премиер ќе биде Христијан Мицковски, а нов председател на Македонија Гордана Силјановска-Давкова? Па реално, ако ги следиме тековите, би требало да се случи тоа. Јас и пред кога беа најавени кандидатите, бев убеден дека Гордана Силјановска ќе биде кандидат на ВМРО. После овие резултати верувам дека дефинитивно ќе биде и добро е што Македонија ќе добие жена председател, интелектуалец. Обидите да се бойкотираат изборите ќе покаже антидржавен елемент, поддржани повторно мора да се наведе. Немаме најави за бойкот се уште. Па Тивок Бојто, никој јавно не го кажува, но чим низ кулуарите се говори, мислам дека некои ќе се обидат. Сите оние кои ќе го бойкотираат председателскиот циклус ќе бидат сведоци на драконски казни во иднина од страна на Европската унија, Соединетите американски држави, затоа што ниеден не сака дестабилизација и Македонија да остане без председател само заради хир на одредени политичари. Синиша, ви благодарам многу. Се надам дека повторно ќе ви ловиме во некоја прилика да ве доведеме на нашето студио за некоја нова анализа. Фала, Срđan. Се надам дека пак ќе ме викнеш во емисија и вториот пат ќе имаш и втора книга, така да чекам на тебе. Нема проблем. Почитувани гледачи, тоа беше Синиша Пекевски, аналитичар кој се обиде да ни ги предвиди настаните кои не чекуваат во блиска иднина. Ви останете со Слободен печат.